Еве ме, добар ден, добро вечер, добро утро, зависи кога ќе го гледате. Денеска е 22 февруари 2026, ден прочка. Да ви кажам право, 100 видеа до сега снимив, некако ми е изгубен текот на мислата, како сакам нешто да кажам, па ми иде натаму и ништо не ми се свиѓаше. Се од почеток се надам дека ова е последно. Мислам дека ќе биде финална верзија, затоа што веќе се изморив, ќе ми снема и меморија телефонот. Како што кажав, денеска е прочка, простете ми, нека ви е просто. Овој празник првично ми нуди некои негативни емоции, затоа што не го сакав многу како мала, а после тоа ми нуди и позитивни. Ќе ви ги кажам и двете. Негативни затоа што негде таму крајот на основно, па се до кај факултет 25-6 години, го избегнував, односно избегнував на овој ден додам кај баба ми и дедо ми, таму сите собрани, татко ми особено, од него нели највеќе имав страв. Што јас не можеше да немам некоја белја направено. И сега ќе отидеш таму, како тука вака нешто ми тежи, никако не ми се влага, значи те враќаат нозете назад, затоа што не знам што сега ќе излезе како тема за мене на маса да се збори, и тоа кога се отвори таа тема, се навлегува удлабоко, па се враќаат назад, а тогаш Ангела вака така, значи да ти се збоктиса. И ако имав прилика некаде одев, дали на зимување, дали да киднам надвор од Скопје, сега, ама некогаш морало да отидам. Така да, затоа првично така имам некое негативно чувство на трема, на некој страв, а сега пошто се починати баба ми и дедо ми, па ми буди и позитивни емоции, односно спомени од тоа, некои традиции кои што сме ги имале, некои обичаи, амкање на јајце, па после барање прошка, па дедо ми обавезно ни даваше на сите 5 внуки по некој динар, мислам дека по 20 евра, дали некојаш 1000 денари, некојаш 20 евра, зависи што имаат тргнато на страна со баба ми. Така сега тоа како момент ми фали, тие 20 евра, се зезам. Ми фалат они, нели? Ама не ми фали тоа чувство на страв кога влагав кај нив, стварно не убаво, баш одвраќање. И 20 сум чекала, пошто често одевме ние недела кај баба ми, не мора да е прочка, дали едноставно неделен ручек. Значи најубаво ми беше татко ми кога не е таму. Така послободно се осеќаш одма како друг човек, кога ќе дојде он како препарирана некако се осеќав. Пазам што зборам, пазам како на интервју за работа, до толку непријатно чувство имав. Како со газдата да сум дојдена како на газдата на гости, а не фамилиарно. И нема врска. Инаку од кога почнав да ги снимам овие видеа порок без маска, емам ни помирисано алкохол, значи нема да бројам колку денови, затоа што така па ми доаѓа, ај колку дена не пиеш, па ај сега да прославиш Ангела, нели тоа мозокот, знаат, бачките ѓаволчето внатре, ај да прославиш, демек не пиеш месец и пол, 2 месеци таму, па ај вредно е да се начукаш за, нели, ова, да се обележи денот. И не ми фали, фала Богу, не имам јас дома, никогаш немам алкохол, и кога сум пиела, се купува, се испива, се допива и толку. Значи никогаш не чувам алкохол. Си се заштитувам сама себе, зашто да ми иде натаму паметот сега, као знаете и вие некој на диета ќе седи и сега не сака да јаде благо, а изнакупил 5 торти, нели ќе падне во искушение. Така да не си ставам трну здрава нога, не мора да има алкохол. Барем додека не застанам на подсврсти нозе во тој аспект. Не размислував, него неколку такви видеа што ми излагаат на Facebook, имаше едно кое што кажува најлош вид на алкохоличари се оние функционални алкохоличари. Зошто се тие најопасни, односно најлоши? Затоа што никогаш не го допираат дното на некој начин, за да се освестат и да решат да престанат да пијат, за да можат да се посветат на себе и да ги искористат сите капацитети кои што ги имаат и нели, кои што може да ги употребат во секојдневниот живот на сите полиња. Например, јас не сум функционален алкохоличар. Јас кога се начукам, можам да се искарам со сите потенцијални бизнис партнери, сегашни бизнис партнери и така, и така сум си правила сама на себе белја. Значи, сега некој треба да ни плати, па денес утре, и ја ка се начукам, ќе ми пукне филмот, мајке шајке, сега не до толку безобразно, ама
нели ќе почнам агресивно да делувам упораки и тие ќе се повлечат и никогаш нема да платат и фала Богу го губиш дали клиент, дали некој саплајер, како се вика, продавач, се едно во тој ланец на трговија и губиш, мислам, и на кредибилитет и си го губиш образот на некој начин. Така да не ми фали дефинитивно. Дури коцките почнуваат некако полека сами да се редат, затоа што јас со трезвен ум размислувам, фокусирана сум на работа, имам желба да ги средам работите и таму кај што должиме и таму кај што ни должат, да не се кријам повеќе, што е многу важно, нели, да се најде заедничко решение како да се исправат тие работи кои што сме ги искривиле на некој начин и тоа е супер. Барем јас така го доживувам. Исто така не ми фали да бидам анксиозна, да имам депресија после алкохол, да имам грижа на совест, душата да ми смрди. Значи стануваш кога си пијан, душата ти смрди, ти си иде да се фрлиш у шулја и да пуштиш вода и да исчезнеш. Вака ми е супер. Дури и 3-4 сати да одспиеш, пак си одморен. Со тоа пиењето ќе спиеш 2 дена и пак ќе станеш никаков подуен, лошо се осеќаш, нити се јаде, а гладен си, ни катастрофа. Гледав и на Еми Уајнхаус вчера документарецот и кога сакав да прочитам конкретно, пошто е она баш почината од труење од алкохол, ме интересираше која количина ја има испиено според нејзината килажа, значи според тоа колку и го нашла 0,416 милилитри како му доаѓа на 1 литар крв. Не знам како се рачуна тоа, колку промили уствари, 0,416, што е над 5-10 пати над дозволеното во Англија за возење, за тие што возат. Сега викам, ова некако не многу, мене не ми дојде многу и го прашам овој Павле Чат GPT, колку е тоа у литри според низината килажа, она, и он ми вика околу 400 милилитри водка. Викам, што е тоа 400 милилитри водка? Сега вака, сум пиела ја и поише, искрено вака, не е нешто, кој знае колку, чекај нас, ако ставаат 0,4 у чашка, тоа се 10 водки у текот на цела вечер, ќе ги испиеш тие 10 водки кога излагаш у град. Мислам, и не само јас, знам многу што може да испијат 10 водки или 10 пива или мислам. Сигурно сите вие сте сретнале некој што може да испие толку и да не биде пиен реално. Добро, малку, да не биде леш. Ама ми вика, она пред да почне, демек имала период кога не пие, значи стагнирала од алкохол и тогаш нели ти лимитот, односно ти треба многу помалку за да стигнеш до тој некој лимит на тровање, на тровање, затоа што едноставно телото не ти го прифаќа на исти начин како што ти го прифаќало и вика тоа е као најчеста појава, односно смртни случаи, најчесто тогаш умираат. Кога после пауза ќе мислат дека можат да испијат исто како претходно, а уствари организмот не може да го поднесе. Тоа исто и со другата. За другата сум знаела, за ова не сум знаела толку. Веројатно не ме интересирало, пошто ја до вчера не бев алкохоличар, се јасно. Имам многу пријатели починати баш така, значи биле на лечење и после тоа ако взимале, не знам како се мери тоа хероинот, ако взимале пола грам, многу е тоа, малку е, не знам. Ако взимале пола грам, ете после 3-4 месеци пауза, пак вземале пола грам и тоа е предозирање. Исто и со алкохолот и сега ја викам, леле, значи морам да пазам. Нели, не дај Боже, мислам некогаш ако го прекршам ова, колку сега и да го прекршам, знам дека никогаш нема да бидам тоа што сум била. Ама никој, ни еден алкохоличар на светот, ниту било каков зависник не може да каже никогаш. Никогаш. Не, ние сме за цел живот зависници. И тоа така ќе биде. И не знаете што може да се случи во животот и каков тригер може да ве врати пак назад. Затоа не сакам да ветувам ни на себе. Вака ми е убаво, од ден за ден, утре си имам ова, едноставно тоа ми е некаде пиењето ставено у некој фолдер, зачуван, заклучен и не го пипаме. Додека си трае, не сакам да навлегувам тоа, што ако и си правам сама на себе кашајца у мозок. И
Тоа сакав да кажам за функционалните алкохоличари, кои што, нели, малку забегав од темата, реков на 100 страни ми е мозоков. Тие се тие кои што си одат на работа, си пијат од савајле и цело време се они под дејство на алкохол, меѓутоа знаат да функционираат. И они така ќе функционираат цел живот со лимитиран капацитет и никогаш нема да го достигнат својот максимум. Затоа што нели ќе се стагнираат. Тој алкохол не им дава да тераат напред и да раснат колку што можат. А ние кои што сме го допреле дното и сме имаме лошо пијанство, на нас поголема е шансата да ни дојде памет. Не на сите, но на тие што им дошло памет, претежно се такви како мене, а не такви како тие другите кои што си викаат, што зашто да престанам да пијам, јас супер си функционирам, си идам на работа, си пијам, си со жена ми, со децата, секој саат си пијам по една чашка и супер ми е. И тоа сакав да кажам, со оглед на тоа дека не ми се случувале некои дешавки, пошто не пијам, се некако така смирено, како медитација сум цело време. Организмот ми лачи хормони на среќа без да користам стимулатори надворешни како алкохол или слично, само од себе си доаѓа. И исполнета сум. Некако на првите видеа ми се гледа сите емоции излега од мене затоа што бев тази прекината и тогаш таа депресија ми беше на најако и таа анксиозност и сето тоа. И мислам дека супер видеа испадна, меѓутоа беа многу поемотивни затоа што бев на некоја граница ваму или таму и тоа е нормално. Секој кој што ќе престане да пие мора да ја помине таа една фаза на вадење на сите емоции, негативни, позитивни, тажни, среќни, сите чувства да ги извадиме од себе, затоа што тоа што го држиме не е ни убаво. Мислам нас ни прави проблеми. Сакав да ви кажам една приказна, пошто за алкохолот, кој што кажав, освен тоа да не пиете затоа што можете да го победите и можете да ја победите оваа зависност и да прекинете ако си кажете не и си го ставите тоа у глава, си го врзете у крпче. Друго моментов немам што да кажам, ама ќе споделам една приказна од 2005 година. Студент бев на факултет на психологија и имаше програма преку Zip Travel да се патува неколку месеци во Америка да се работи и се викаше Work and Travel, значи баш за студенти беше програмата. Одиме, работиме и после тоа ти даваат еден месец, мислам визата ако работиш 3-4 месеци, плюс имаш еден месец за шетање, значи и работна виза и плюс еден месец за шетање виза. Не мора да се вратиш одма кога ти заврши договорот за работа. И отидовме таму, не знам колку македонци бевме, 15 уствари, знам. И се беше супер, ние македонци ко македонци, калабалак се дешаваше таму. Секој дека како френца ние, како пријатели серијата. Така бевме некако со собите, со становите уствари, не со собите, влези, излези, не се знае кој јаде, кој пие, кој иде на работа, кој се враќа, кој се начукал, кој јаде, кој пржи, бебиња тука, некои комшии, сите ни доаѓаа, тоа беше хотел Промаја, нашиот стан. Нема да спомнувам имиња, бидејќи можеби не сакаат некои од нив да бидат спомнати. Меѓутоа јас со станот бевме 5 девојки и еден дечко, што мене ме беше реално другари уште од второ оделение и некако се осекав јас 22 години имав сама во Америка и се фатив со него, мислам се залепив до него да не ме остави сама, да не ме украда таму во Луизијана бевме. И така се поделивме, до нас тој стан беа 6 машки, кај нас бевме 5 женски и 1 машка, он спиеше со мене у соба, сите спални беа по два кревети. И огромна дневна, купатило, вециња, свашто, мислам големи станови. И одиме на едниот, значи ние бевме како екипа, сите се дружевме за дружење, меѓутоа јас, тој другар што спиеше, што делеше соба со мене и уште еден другар од другиот стан, а он имаше другарка една со бебе, комшика наша, она од Доминиканска република беше, нема врска, ја ќе ја спомнам, се викаше Кристин, пошто нема да го гледа и нема да го разбере видео. И сега ние четворица се договараме да идеме на едниот да му беше роден ден и ќе идеме во Нью Орлеанс. Нью Орлеанс е, што да ви кажам, мислам, место кај што се живо баханали, мислам, таму нема нормален човек.
Буквално нема, јас што бев откачена, тоа за мене беше премногу, мислам, некој лимит, над лимитите за не знам, сите пијаници, алкохоличари, сите наркомани као джесе, нешто джез блус град е, мислам супер е градот, има убава историја и сето тоа, меѓутоа таму е најголемиот шлјам собран. И туристи што се, нема трезен човек едноставно. Тука испод паѓани луѓе ги гледаш, ги прескокнуваш, кој не знам, мислам, језиво. И одиме ние, нема врска, тргнавме, кидеме на роден ден да му славиме на другаров, значи зимаме слободен ден од работа и идеме на кај Нью Орлеанс, и гледаме сега наеднаш, сите нама му идат, значи 5 ленти таму, колку беа, 4 ленти уствари, а ние оваа лента натаму сами. Никој не иде натаму, сите си водат. Шо работа, ние појма немаме. И едно време на едниот другар, мајка му се јавува, пошто ние имавме као заеднички мобилен, тој период немаше мобилни, се јавувавме нели од картички, еднаш неделно и тоа, нема нон-стоп, ајде да ни зврцкаат на WhatsApp, јави се, кај си, зашто те нема 3 сати да ми одговориш. Леле, шубаво беше тогаш, ке се јавиш еднаш неделно, по 2 минути не јавише кредит и мирна глава, никој не те замара. И звони мајката на другаров, вика, што правите, ајде, враќате се назад, вика, ураган ке има во Нью Орлеанс. Ма не, как, и добро, сега спуштивме телефон, ма кај е ураган, што е тоа ураган? Ние од кај знаеме што ураган од Македонија, као мислевме, ке дува ветер, ке затвориме прозори и тоа е тоа, а тој ураган Катрина. Сега да приказнува што ќе ја раскажам, некој ќе си мисли дека измислувам, искрено, пошто иначе бевме и по весници, таму не имаше дневник, па после тоа кога се вратив на Македонија, ни бараа интервју, значи беше као многу актуелно. И нема врска, одиме, стигнуваме Нью Орлеанс, стварно мислам, сите си одат, ние доаѓаме, ние нас ураганот ништо не ни може. И вечерта излагаме, пиеме што пиеме, се правиме дрва вајда, не знам, не памтам ништо од таа вечер многу. Знам дека имаме некои слики со некои толкави коктели, со некои цевки. Не знам што, и се враќаме у тоа апартманот во хотелот и само со бајлето ни слушаме нешто као тропа и ни стига као, уште го чувам тој документ. У Скопје ми е, ама го имам на Facebook стајано, ако го начекам негде ќе ви го постирам у коментари. Не у коментари. Овде не може слика да се става на YouTube. Побарајте ми го, ќе ви го пратам у инбокс. И ни стигнува таму од хотелот, као деме ураган Катрина, бла бла бла, ние веќе не одговараме, напуштете го град, напуштете го хотелот и градот по можност, ние веќе не одговараме за вашата безбедност. Демек вие умрете. Нас баш ни е гајле толку, мислам сега, фала Богу. Пуштаме телевизија, гледаме све заградено, сите бегаат од градот, отвараме таа некои облаци спуштени, мислам, језиво времето. И почнавме да паничиме малку по малку. И искачаме, гледаме таму стаиле вреки, такво за да не им влага вода, поплавите што ќе бидат, цел хотел, значи секде кај што имаше стакло, вреки испоставени. И ние ставаме у колата, што имавме торби нешто едно друго ранци, не можеш од ветер, не можеш да го затвориш багажникот. И тргнуваме, немаме појма кај излезот. Нью Орлеанс не е, реално не е ни Скопје, не е ни Охрид, за да можеш да се снајдеш од втора да го најдеш екзитот. Вртиме, појма немаме кај сме и почиња се повеќе паника да не фаќа, пошто жива кола нема. И одиме кај што одиме и само гледаме една бездомничка, црнкиња и као ние кај излезот едно друго, она само го фати овој другаров за рака и као дема Господ нека ве чува, леле ја бе екзитот Господи жена ова она. И некако го најдовме екзитот, излеговме, се вртевме и стигнавме на екзитот и срекни све, само што излеговме, пап, се заглавивме на некој мост и сега двата правци што се лентите, значи по 4 ленти, 8 ленти, закочен се обраќаат. Таму сите испоспакувани на тие некои големи джипови, пикапи, комбиња, акво, си седат, си јадат, све живо земале од дома, мислам нормално, пошто знаете после Катрина, Нью Орлеанс каков беше, тоа беше ураган од 5 степен, така да цел град го снема. И си земале се по кухни на едно друго, што нема место да влезат у кола, седеа позади на мештајот, торбите, што и да имаа. Си јадат, они мума не ги лази, ни вода, фала Богу, ни ништо. Што ке правиме се заглаени и кога излагаме надвор едниот другар, вози, а другиот паника го фаќа. Значи, ние некако лежерно, а он почна пешки да оди. Кај ќе одиш бе пешки? Викам, ова мостов само не знам колку е, 2-3 километри мост, мислам, долг.
Тргне он пешки ќе оди, па се враќа нервозен, паника, мислам, можам да замислам сега вака кога ќе размислам што. И гледаме само водата полека како се качува нагоре, а облаците се си минаат надоле еден ветер неубав, викам готово ова ќе не потопи, ќе се удаиме тука. Другарот вика, вагајте, укова, шо е бе? Таа лентата што им е за полиција, една со патни тумби, никој не вози по неа, значи културен народ, кај нас прво таа ќе се напикаа сите додат. И вика, мечка, страф мене, не страф, и тргнуе и шиба, и тука полиција го застанува вака со пиштоли буквално. Не, шо, нека пукаат се работава. И го поминавме мостот. Мислам, дури вака си викам, дури неверојатно. Само што го поминавме мостот и сега на радио слушаме цело време кажуваат кој бензински работат, ние немаме бензин. Па вртиме лево, десно, не знам на кај Мисисипи, тргнавме таму негде на кај Алабама, не знам на кај каде. И стигнуваме до една бензинска и после место да се вратиме наназад, пак тргнавме ние на кај ураганот кој глупаци, ама среќа ни текна на време, па си го најдовме патот. Стигнуваме дома, пуштаме вести, мостот целиот под вода, мислам ураганот више окото, така се вика тоа најсилното, ако имаше удрано. И градот беше целиот под вода, мислам може да си видите и снимки. И тоа беше као малото искуство за чекайте му нешто. За Катрина. И после тоа, пошто имаше многу луѓе кои што, како да ги наречам, избеглици од градот, и беа сместени таму по сали, по школи, мислам по школи, како се ка спортски сали едно друго. И имаше почна да има многу криминал, мислам, сега одеднаш у ова мало градче, ние бевме баш у мало градче, Лейк Чарлс се викаше, езерото Чарлс. Ама дојдоа многу, некако наеднаш многу луѓе и седиме ја и другаров еднаш, а овие 4 другарки, они работеа сите прва смена, значи од 7 са бајле, тоа значи дека превозот ги зима у 6:30. Значи они треба да станат у 15 до 6 за да се спремат, да се облечат, да се шминкаат, да се испеглаат униформите. А ја и другаров работевме втора смена, значи ние се враќаме кај еден од работа и обавезно со еден пакет пиво 24 комада и седиме гледаме нешто филм. И доаѓа тропа некој на врата и еден од некој си таму американец, другар на мојов другар. И као демека и јас себе сум со братучет ми, он од ваму од Нью Орлеанс е, као демек може ли да влеземе, и овој сите ги канеше човече, познати непознати, нема проблем, влезете, уживајте, нави еве ви пари, еве ви све крадете, правите. Мислам да толку беше дружелюбив. И седна овие и сега ја некако почнав да гледам овој некако сумнив ми е типов и вади една кеса со трева. И вика, сакате? И не, и вади пиштол. Не, сакаме, како не сакаме. И зема, витка джоинт и го дава на другаров мој и му вика $20. Кај ни донесе, не натера и се мораме и да го платиме. И он вика, иди земи, вика, и семи го апаратот тука што ти е, да не го украда, знаеш, и ја као да ме кидам по пари, си го зијам апаратот. И мене ми вика тој, ај сега направи ми проши ми јајца, и ајде идам, ја му прошам јајца со пиштолот тука на маса човекот. И му ги давам јајцата и другари ми вика, иди као легни си ти, ја вика да ги избркава, почна да викаат, вика ако стане од овие 4 некоја тука да почне да се дере као многу галамите, пошто сме имале такви ситуации, вика ако не ја запука од чело, не знам, може и беше празен пиштолот, ама сега ние вакви смрзнати, ајде тука треба мораш да пушиш пиштолот на маса, хаос. И кај ќе заспија ми се отидоа, ги слушнав едно време, фала Богу се отидоа, им плативме тоа што не ни требаше. Океј, после некој време ни се јавуваат од работа, ни викаат пакувајте куферите, доаѓа ураган, вика, окото на ураганот ќе биде баш во Лейк Чарлс, ураган Вилма. А не, лажам, ураган Рита. И ние, ајде, ние што бевме више втори ураган, ние беше искусни, се пакуваме, ама тие ни викаат као само нешто спакувајте, демек тоа оставете што не ви треба, како не, сега само што сме изнакупиле тука, ние кај ќе оставиме позади нас, нема врска, се пакувавме се што имаме. И не сместија у хотелот кај што работевме, хотелот огромен, реално, и ни дадоа соби, и ни рекоа да сите
да седиме меѓу лифтовите, таму валја најцврста градба. Да не влагаме во собите, пошто собите беа со стакло, со прозори. Као демек не е многу страшно ураганот сам по себе, затоа што му ја знаат насоката и знаат точно кои соби да ни ги дадат за да бидеме заштитени, ама има од време на време торнада кои што се непредвидливи. И затоа ни рекоа седете тука измеѓу лифтовите и ние сите пославме таму. Ние македонци, јамајканците беа пола цело време оче наш со Библијата, пола беа со джоинт тука и со јамајкански рум у рака од сабајле до вечер. Значи така беа поделени црно и бело, немаше измеѓу. Романци, литванци, свашта мислам ептен мешавина на националности и се забавljавме ние сега више шо е тука, снема струја едно време и пази кога снема струја, не викаме ние као леле што ќе правиме сега, него еден од јамајканците ми вика земи ја кантата за ѓубре од кај вас од Веца и ние идеме пешки право у бар за да земеме шишиња пошто камерите не работат сега. Напунивме у таа кантата за ѓубре шишиња од барот, никој не може да те види за да имаме тука за пиење. Кои лексилиуми се расфрлаат, не знам таму шо, за смирување. И више после некое време баш ни беше гајле дали има ураган, дали нема ураган. Помина тоа што помина. И сега што ќе правиме, готово работава, ни се изгуби. Стигнавме до дома, чисто да видиме да не сме заборавиле нешто и ние со двајцава другари решаваме ќе идеме на кај Флорида. Јамајканци идат на кај Флорида за работа, они ќе работеа во Вест Палм Бич, а ние немаме кај да идеме, викаме со нас у автобус ќе идеме, чисто за бесплатен превоз, ќе идеме негде на кај Флорида. И се враќаме во ова дома вака што ни беше куќата, гледаме толкаво едно дрво и од тоа имам слика, паднато врз нашата куќа, значи баш не било убаво ако сме останале таму. Цело вака од корен толкаво, со толкаво стебло, паднато врз нашиот стан. И влегавме во автобус со јаваме ги време, нели, пошто немавме никаква конекција со дома, значи нашите не знаеа едно 24 сати дали сме живи или мртви. Нас ни ставаа едни бројчиња за случај ако се сруши хотелот да може да не идентификуваат по бројчиња. Ама ние не свативме ништо од тоа на почетокот. И добро, и тргнавме утре дента на кај Флорида, викам сега више имав мрежа на телефонот. Татко ми ни најде некој негов пријател во Нейплс, што е блиску до Вест Палм Бич, останавме една вечер таму и отидовме кај нив на гости, да поседиме неколку дена да видиме што е таму, Мајами не прошета човекот. И си тераме на кај Њујорк, затоа што таму ни беше летот. И седиме ваму што седиме во Флорида, кај што, например, у дворовите имаат оградици или како се викаат, не знам од што. Деморска огради високи цели заградени како кафес, затоа што крокодили им доаѓаат тука и може да си влезат дома. Така што е ова? И стварно крокодили тука, кај има мочуришта, таму крокодили може да си спиеш у спална и крокодилче да си видиш тука да ти се шуња. И таман да тргнеме на кај Њујорк, ние таму супер си поминавме, една недела посевавме, многу беше убаво тоа градчето, поише од Мајами, ми се свиеше Мајами некако премногу за мој вкус. Некако Њу Орлеанс, ама пак нешто. Мислам супер е да се посети, не е за живење. Ова беше баш мирно градче, супер за живење. Нейплс, да го посетите, ако идете на Флорида. И таман да тргнеме, се уваат на Флорида, такво, како се вика, не знам како се вика, иде ураган Вилма. Трет ураган. Ова све у месец дена се дешава. Можете да ги изгуглате дативе. Све у септември 2005. Леле, човече, кога кажавме дома, мислам дека аман урагани ме повасли да, мислам, дајте во Македонија ќе ни стигнат кај да е. Стигнавме во Македонија, мислам дека цело патешествие, 3 урагани преживеани, не чека на сите тројца цели фамилии, друштва, мислам, таму беше одбор за пречек во Македонија, како да сме биле да се бориме во Афганистан. Ама, ете, стварно беше многу убаво искуство и сега пак би го преживеела истото да можем. 3 урагани во еден месец. И така, ете, тоа е една од приказните во Америка, може ќе ми текне некојаш и некоја друга поинтересна, подетално да навлезам, ама овака малце генерално, иначе има многу детали кои што би можела да ги кажам, ама да не колку е сега 29, пола саат више зборам, така да мислам дека доста е за денеска. Хајде уште еднаш да се простиме.
да сме живи и здрави, и да бидеме среќни, весели, позитивни. И знаете што сакав да ви кажам? Ова као за крај. Никогаш не ми било јасно, јас себе од себе си тргнувам, и ова не го кажувам за да нешто као викате браво, браво, него стварно го чувствувам и го мислам. Ако јас гледам некој дека се бори за живот и има некаков проблем, не зборам за финансиски, општо. И јас без ништо да ме кошта, можам да му го решам тој проблем на кој што него животот ќе му го смени во друг правец, ќе му го мислам едноставно без ништо. Ете, дали ќе снимам видео за некого кој што ме критикуваат зашо ја не донирам за сите, зашо сум снимала видео, кога се можела ја да им давам на сите што ми бараат помош, окей, добро. Еве, не зборам и за тоа него, ете, гледам некој комчија и сега на него му треба вода, еве глупости. Јас имам вода 1 тон и зашо да не му давам, а нема да осетам дека сум дала. Нема да имам никаков нема да осетам никаков дефицит или да ми фали мене после тоа нешто. Едноставно правете работи убави за луѓето, макар и од себична причина, затоа што вас ќе ви биде убаво. Значи, ништо да не ве кошта, еве, не ви викаме ние сега вадете ги од банка парите заштедени, дајте ги на некој. Или не знам, дајте ја последната корка леп или блуза вас облечете, па вие го одете. Не. Значи, ако ништо не ве чини, да му помогнете на некој, зошто не го правиме тоа, јас не можам да сватам. Кога сите не знаеме во кој момент, во каква ситуација или каква каша ќе се најде. Ете, ви викам, од себични причини направете го тоа, у моментот кога ќе помогнете на некој. Неговата насмевка и воодушевување и солзи радосници вас ќе направат да ви биде убаво. Ете така, толку од мене, бидете живи и здрави, и како се каже тоа на годињата, живи, здрави и прдливи. Не мора прдливи, ај големи се сега. Ајде, чао, добра ноќ, убаво да спиете и до следната недела. Чао.